Почитувана колешке, и покрај сугестиите на господин Џафери и на ваши сопартијци да зборуваме на темата на која е на дневен ред, а денес и вчера зборуваме за предлог за избор на министер за финансии, очигледно вашиот говор е спремен по друг повод или пак имате потреба да си улесните на душата и уште еднаш да се тешите за се она што го правите, а не го ветивте на граѓаните, со кој ги изманипулиравте граѓаните за мандатот кој што го добивте. Зошто не зборувате само доволно е само да ја погледнете вашиот говор на митингот во Струмица што зборувавте. Дали само една точка од тој говор е сега реализиран? И дали ова сега што го правивте го ветувавте на граѓаните? Тоа се двете битни работи. Тоа е суштината. Погледнете го вашиот говор на митингот, ќе видите дека немате реализирано една работа, а ова сега што го правите, го немате ветено на граѓаните. И овие што гласаа за вас, сега се прашајте ги дали не се чувствуваат изманипулирани. Точно, рековте да го слушнеме гласот на народот, но вие го слушате ли? Зарем не слушате што зборуваат граѓаните? И пак ќе повторам дека во моментов не ни е потребно избор на министер за финансии во владата. Потребни се слушнеме гласот на народот, предвремени парламентарни избори и нова влада. Направете програма спрема вашите сега планови, пошто се оно што го направивте, изгубен идентитет, осиромаштени граѓани, не го ветувавте на граѓаните. Направете програма спрема вашите планови, дајте да одиме на избори, па да го слушнеме гласот на народот. Вие го слушате само гласот на оние што имаат интерес од вашата политика. Тоа е само 1% од вашата гласачко тело, а не од народот што живее тука. Изборувате за некаков прогрес, па дајте погледнете само во нашата област, во здравството што се случува. Секојдневно заминуваат лекари. Оно што го гледате и вие и јас најчесто, тоа само го погледнете, е доволна слика за целата состојба во државата. Доволно зборува на какво дередже сме сега дојдени. На прагот на екзистенција. Да, токму поради вашето владење. Ви благодарам.